периодов некако се поактивни крлежите, односно поактивни стануваат со самото зголемување на температурите, па веќе кога доаѓа пролетта, верувам дека е корисно за нашите гледачи, за сите оние собственици на милиници да се реализира оваа тема токму од терен. Ќе напоменеме до какви се сериозни заболувања може да дојде кај нашите милиници доколку дојдат до контакт со крлежите, но исто така и дали во моментов има повеќе такви случаи. Многу повеќе на оваа тема слушаме од мојата денешна гостинка, ветеринар Светла Дракуловска. Добро утро и драго ми е што сте дел повторно во нашата утринска емисија. Добро утро и благодарам за поканата. Напоменав дека со зголемување на температурите се поактивни, но што е генерално со периодов? Дали има јавувања од страна на собственици на милиници кои што се соочуваат со ваков проблем? Веќе со овие климатски промени кои што ги осеќаме, горе-долу целогодишно крлежите се активни, многу краток период во зимата немаме повици, да речеме, од собственици кои што нашле паразити по телото на собствените домашни милиници. Сега веќе почнува полека со тоа што стануваме поактивни, повеќе време поминуваме надвор, се повеќе да се јавуваат луѓе, собственици кои што по прошетки нашле крлежи по телото на кучињата најчесто. До какви све компликации, проблеми здравствени може да дојде кај нашиот миленик доколку дојдат во контакт со крлежи? Крлежите пренесуваат неколку заболувања, кои што доста често можат еден одреден период да останат искриени, односно самото куче да не пројави симптоми. Тоа се ерлихиозата, анаплазмата, бабезијата, лајмската болест. За лајмската болест се знае дека исто така заболуваат и луѓето. Но е важно да се знае дека од лајмската болест не може да заболи собственикот ако кучето е болно, односно треба да биде каснат исто така од крлеж кој што е пренесува болеста. Болестите не на време откриени, не на време терапирани, знаат да бидат и фатални за кучињата. Почесто овој проблем е кај кучињата, како што напоменавте, но се случува и кај мачките, верувам. Дали до истите болести може да доведе и кај нив? Мачките не заболуваат од овие болести, но сепак знаат да носат крлежи, да бидат инфестирани со крлежи, оние особено кои што живеат на принципот внатре надвор или само во двор. Така што заштитата е основната превенција и кај мачињата и кај кучињата. Како да ги заштитиме правилно? Во денешно време на пазарот има голема палета на антипаразитици, почнувајќи од ампули до апчиња, кои што делуваат во различен период, има и противопаразитни каивчиња кои што се носат. Сите имаат еден вид на репелентен ефект или ефект кој што е наталожен, да речеме, на телото на самиот домашен миленик и при контакт со крлежи специјално, нели, доаѓа до угинување на паразитите. Се случува барем од она што можам јас да го забележам кога сум во прошетка, дека некои од собствениците ги облакаат нивните кучиња. Дали можеби и облеката може да го спречи тој контакт со крлежите? Не, освен ако не е некој скафандер како во балон, нема 100% заштита дури, особено па не со облекување на домашниот миленик. Дури и антипаразитните препарати немаат 100% заштита. Редовното користење на препарати е на кое што треба да обрнат внимание собствениците. Сепак тука не станува збор само за крлежите, станува збор и за болвите кои што особено тие се целогодишно активни затоа што знаат да вираат по подруми, во влезови и дури и мачки кои што не излегуваат никогаш надвор знаат да бидат инфестирани со болви. Она што исто така е важно да се спомене, затоа што веќе сме во едно, да речеме, тропска клима, може да се нарече, се комарците исто така и песочните мушички кои што веќе последните години имаме доста активни случаи и на срцев црв се нарекува тоа заболување, тоа е еден вид на паразит кој што го пренесуваат комарците.
Инкубациониот период знае да биде од 6 до 9 месеци, кај што нема јасна клиничка слика изразена кај кучињата, самиот паразит почнува да се развива во срцето. Така што, нели, затоа секогаш повторуваме, целогодишната заштита е она што ги штити домашните миленици од овие векторски заболувања и паразитски заболувања кои што ги пренесуваат не само крлежите, а и комарците и песочните мушички. Песочните мушички па станува збор за лишманијата, која што исто така е сериозно заболување и кај луѓето. Повторно, извини, треба да напоменаме дека лишманијата не се пренесува од болно животно на човек. Еве пред самиот крај, бидејќи често нели сте во контакт со сопственици на милиници, дали се случува нивните милиници да имаат крлежи и самите сопственици да се обидат да им помогнат, не знаејќи дека прават грешки? Во социјалните мрежи и не само во интернет, особено во одминатите години имаше некои сваќања дека кога треба да се отстрани крлеж, треба да се врти во спротивен правец на часовниковите стрелки, дека треба да се намачка со зејтин и така натаму. Не се потребни никакви посебни манипулации, едноставно постабилна рака, посмел човек во околината и пинцета. Во денешно време има и специјални пинцети за отстранување на крлежи. Секогаш препорачуваме сопствениците, особено оние кои што се доста поактивни надвор во природа, во планина, да имаат таков инструмент со нив, за да можат да го отстранат крлежот најбрзо што можат кога ќе видат дека е присутен на телото на куќето. Што доколку не го отстранат целосно, ако остане дел во самото куќе од крлежот? Не е ништо страшно, она што може да се јави е локална реакција на местото каде што бил крлежот или каде што останал дел од крлежот. Секогаш кажуваме, останете присебни, не паничете, не продолжувајте нешто да манипулирате со самата кожа, затоа што дополнително се јавува оток, може да се јави инфекција. Понатаму, нели, без разлика дали е отстранет целиот крлеж или само дел од крлежот, кога веќе ќе имаат можност да посетат ветеринарен доктор, во таков случај остатокот ќе се отстрани. Ве благодарам многу што бевте дел од нашата емисија. Благодарам за поканата. Благодарам уште еднаш.